Здраво пријатели, добро дојдовте у 42-а, ако не се лажам, епизода. Денеска ќе бидам сосема краток, пошто и самата тема која што ја зборуваме е сосема кратка и сакам само чисто да ви ја дадам како информација и како одговор на прашање што знам дека многу од вас ве засега. By the way, јас сум Јосиф Дамјанов, ова е The Better Nutrition Show. Слушнавте можеби за новините кои што ги направивме јас и Тања во издигнувањето на чекор повеќе во нашиот однос и врска, и фала ви на сите за честитките, и тоа е само поттик и доказ дека ќе даваме уште повеќе, ќе работиме многу повеќе заеднички и со многу поголемо гориво и сила за да и на вас ви донесеме некаква вредност. И ви кажавме кој беше поклонот кој што ви го дадовме од нас за вас, за она што нели направивме еден чекор повеќе. На крај на оваа тема ќе ви споделам една многу привлечна новост и нешто што многу од вас ќе ви израдува, така да останете до крај. Али она за што денеска сакам да позборуваме една проблематика за која што многу од луѓето не прашуваат, а тоа е кожата, односно дали ќе се повлече кожата доколку ослабам или што да правам откако не знам изгубив 20-30 килограми поради некоја диета. И искрено одговорот на ова прашање е двосмислен, односно првиот одговор е не. Доколку можеби начинот на кој што вие сте слабееле е погрешен и е доколку неправилен. И вториот одговор е да, доколку начинот на слабење и начинот на исхрана и целиот процес бил правилен, здрав и како што треба. Што всушност мислам? Неправилно слабење или слабење со диета е начин на исхрана во кој што вашето тело страда, односно не ги добива сите потребни нутриенти кои што му се потребни за да го регенерира своето тело. Не знам колку сте свесни, но кожата е најголемиот орган во нашето тело. И кожата, како и секој друг орган во нашето тело, се регенерира. За време на спиење можеби знаете дека телото се регенерира користејќи ги протеините, за да ја обави таа регенерација. И како се друго во нашето тело, како што зараснува рана, како што можеби растат мускули и така натаму, и се тоа процеси на регенерација. И всушност, доколку би имале правилен начин на исхрана или неправилен, така и вашата кожа ќе се регенерира или нема да се регенерира. Кај најголем дел од случаевите и луѓето кои што имаат искуство да можеби нивната кожа виси и сето тоа изгледа одвратно после процесот на слабење, е поради проста причина што тој процес бил неправилен и нездрав. Телото немало доволно нутритивна вредност, не добивал доволно гориво за да може да ја обави таа регенерација. Доколку процесот на слабење бил правилен и бил здрав и телото во тој процес ги добивал сите потребни нутриенти кои што му се потребни за да функционира нормално, подоцна или порано вашето тело, односно вашата кожа ќе се регенерира. Нормално е дека можеби ќе останат и ќе се појават некои стрии и така натаму, но во секој случај ја ви гарантирам дека тоа можеби со тек на време ќе бледне и нема да биде толку препознатливо, а и од друга страна имаме многу искуства на луѓе кои што имале и енормно голема тежина и направиле огромна промена, изгубиле огромен број на килограми и немаат вишоци на кожа и дури некои од нив дури ги направиле и стомачни мускули, извадили плочки и така натаму. Така да немојте да се секирате по тоа прашање, односно секирате се по тоа прашање доколку имате неправилен начин на исхрана, доколку сте го одбрале погрешниот процес, односно процесот кој што значи диета и нешто на брзина, нешто колку за моментално и нешто што на долг рок нема да ви даде добри резултати. Така да, дечки, поставувајте ни можеби прашања и некои кои што вас ве загатнуваат и прашања кои што моментално со кои што се соочувате и некакви стравови и дилеми и така натаму, тука сме да ви одговараме. Фала ви за интеракцијата уште еднаш и фала ви за честитките уште еднаш. И она за што кажав дека ќе најавам е тоа што почнуваме еден нов проект, односно сакаме секоја недела
на 5 луѓе на кои што ќе ни покажат сериозност и кои што ќе заслужат да им дадеме можност да 3 до 6 дена да имаат пробен период, односно од нас да им дадеме можност да видат како изгледа концепт правилен поедок и како изгледа програмата која што ние препорачуваме на луѓето, односно животниот стил кој што ние го живееме и го препорачуваме како правилен и здрав. Затоа секој од вас ќе имате линк до една форма и апликација на која што ќе може да оставите ваши податоци, да стапиме во контакт и да видите како 3 до 6 дена може да ви изгледа вашиот живот и дали ќе почувствувате некаква промена и во првите 3 до 6 дена. Ќе имате повеќе детали слободно, ако нешто не ви е јасно околу ова, исконтактирайте не во Facebook, но во секој случај ќе има линк на кој што ќе може да се пријавувате. Јас тука завршувам, имајте си убав ден, убава работна недела, убав продолжен викенд, среќен празник и се гледаме во 43-та епизода, ако не сгрешив дека ова е 42. Чао, чао!